Пожарот во Кочани ја зеде и 60-та жртва. По тешка и долга битка во Литванија почина и 29-годишниот Александар Карадаковски, кој беше управител на фирмата која стопанисуваше со дискотеката Пулс. Пред малку пресконференција одржа и министерот Таравари пред Министерството за здравство Емилијана Мирчевска Јовановиќ. Имаме во живо со детали. Ми да чуеме, се знае ли точната причина што довела до влошување на состојбата на сега веќе починатиот пациент? Бурче, за жал, Александар Карадаковски од првиот ден, кога уште во раните утрински часови бил донесен во градската болница Наум Охридски, бил во исклучително тешка состојба. Она што кажа директорот на болницата Настов е дека тој бил примен со тешки изгореници по вратот, градниот кош и лицето, а исто така имал 90% од оштетување на белите дробови. Тој веднаш бил префрлен во друга земја, каде што и оттаму нивните колеги ги информирале дека неговата состојба секој ден била се влошена. За жал, тој денеска починал во раните утрински часови, а причината било откажувањето и на неговите бубрези. Борче, тука да ги слушнеме изјавите на министерот за здравство и директорот на градската општа болница Наум Охридски. Тој беше најтешкиот пациент за кого што добивавме информации. На 1 април откажа и функционирањето на бубрезите, беше ставен на диализа, имаше температура, практично рани, директорот кажа, на 36% приближно на телото, од 2-3 степен, што практично отвара простор за појава на инфекции, и тоа е таа компликација која што плюс дишните патишта, изгореници на дишните патишта околу 90%. Вкупната површина на изгореници е некаде околу 36%, кои што претежно се наоѓаат во пределот на главата, вратот и горните екстремитети, со длабочина од 2 и 3 степен, што самото за себе кажува за интензитетот на пламенот кој што го има зафатено, при што е утврдено со бронхоскопско испитување дека е оштетен голем дел од дишното стебло и као последица на тоа доаѓа до влошување на состојбата, која што на крајот резултирала со подлегнување на повредите на веќе споменатиот 29 годишен Александар Карадаковски. Емија, се знае ли каква е состојбата на останатите пациенти кои се лекуваат тука на домашните, но и на странските клиники? Борче, денеска 5 пациенти од Македонија се испишуваат на домашно лекување, така да бројката на пациенти кои остануваат во Македонија се 9, тие се во стабилна состојба, додека надвор од Македонија се лекуваат 69 пациенти, 20 од нив се интубирани, а додека тројца се на вистина во многу тешка состојба, она што го потврди министерот Таравари, кажувајќи дека тие од првиот ден се со тешки повреди од пожарот. Она што може да се каже, Борче, е дека оние пациенти кои се треба да се пуштат на домашно лекување, повторно ќе бидат прегледувани и контролирани овдека од оној штаб што го организираат самите болници и ги известуваат пациентите како ќе биде потоа контролата. Инаку, она што го потврди министерот Таравари е дека веќе се организира пренесувањето на телото на младиот Александар овде во Македонија, и тоа се ќе биде со помош на државата. За жал, како што кажавме, ова е 60-та жртва од страутниот пожар кој се случи на 16 и на вистина она што можеме да кажеме во моментот е дека 34 се опфатени во истрагата, 300 сведоци се испрашани, а 11 обвинители работат на овој случај. Над 190 лица се повредени во овој пожар. Борча? Емилијана Мирчевска Јовановиќ за жртвите од копната ноќ во Кочани. Ти благодарам.